Сеници, почитувана јавност, после пузава малку ја замлачивме атмосферата, да вжештиме малку. Пред нас е избор на влада која системски по книга ги урива темелите на Република Македонија. Во последните 3 години со засилено темпо, но и многу порано, тоа е секогаш кога биле на власт во Македонија луѓето од Социјалдемократскиот сојуз. Последот на нештата, се плашам дека во периодот пред нас уште повеќе ќе забрзате со деструктивните системски политики за разнебитување на Македонија, како на национален, така на економски, правен, одбранбен аспект. Од дуи очекувам нешто посебно да се грижи за македонската држава. Во политиката сакам да сум реален и да се водам по природни принципи. Но она што е многу пострашно е тоа дека уште помалку е природно СДСМ да се грижи за Македонија. Едно од основните начала на социјалдемократијата како идеолошка доктрина е еднаквоста. И тоа не било каква еднаквост, туку економска. Да нема драстично класно расојување, но како одговор на ова, колеги од СДС, вие ја создадовте олигархијата во Македонија. Вие успеавте да го создадете првото сериозно класно расојување, со крадење на и така сиромашниот народ и трупање на богатство, како што кажа професорката претходно, само кај неколкумина. Успеавте да ја спроведете најлошата транзиција во овој дел на Европа. И ова сакам да го кажам за да ги потсетам и сите млади генерации кои што не следат денеска. Неколкумина мои колеги од Факултетот за политички науки во Скопје во периодот на шарената револуција беа дел од тогаш Друженијето Ленка. Се сретнавме пред еден протест на шарената револуција и малку дискутиравме околу актуелните случувања. Срдечно ги убедував дека многу грешат. Грешат заради тоа што овие лица баш беа левичари, меѓутоа анархисти. Велам, правите нешто што е многу голема спротивност на вашата идеолошка матрица. А тоа е се борите да донесете на власт класична олигархија. Многу ги почитував овие мои колеги, пред се заради тоа што се добри луѓе, а потоа и заради моментот што секогаш нивните активности како здружение претходно ми беа симпатични заради тоа што ВМРО-ДПМН е десна конзервативна партија, а јас се чувствувам за горд конзервативец. Меѓутоа, коренот на организацијата ВМРО е и текако има свои леви карактеристики, секогаш низ историјата многу потесно се допирала со работничката класа, од која што јас лично потекнувам. Активностите на ова здружение ми беа многу симпатични се до тој момент додека не видов дека се борат за на власт да дојде најелитистичката партија. Одговорно ви тврдам дека со овие мои колеги се видов и нешто подоцна од како што заврши шарената револуција кога СДСМ дојде на власт. Верувајте дека совршено им е криво за тоа што го направиле. Почитувани, во Македонија елитата има свое име. Тоа е СДСМ. Ќе бидам сурово реален. ВМРО-ДПМН при крајот на своето владење успеа за жал да создаде мал дел своја елита. И тоа го констатирам со жалење. Меѓутоа, најинтересно е тоа што таа елита на ВМРО-ДПМН сега е во многу тесна соработка со СДСМ. Си се најдовте по природен пат. Недалеку од овде, господине Заев,
се сместени. Ке ви текне. Ке ви текне. Ве замолувам да земете збор, па ќе продискутираме. Не е проблем. Луи Витон Социјалдемократски сојуз на Македонија. Не оди левичар со овој познат светски бренд, но едноставно во случајов ви прилега. Во изминативе 3 години Скопје го направивте како филм со Алфонсо Капоне, рекет, криминал, изнуди и еден куп нерешени лични, филмски, меѓуавтомобилски престрелки, кои не само пукачите ги доведуваат во опасности случајните минувачи. Не случајно го говорам ова. Неколку од овие престрелки се случија и во Скопски Бутел, местото каде што ја живеам. Човек ќе се распраша кои се, како се, од каде се, и се некако доаѓа до моментот СДСМ ги штити. Не само што ги штитите, колеги од СДС. Овие ефтини криминалци ви ги полнат штабовите на секаде, додека за во Бутел јас потврдувам дека соработувате со него. Секако овие криминалци ви ги бркаат честните членови на СДСМ и ова одговорно го тврдам. И токму заради тоа и покрај оние 300 фамозни нововработени во општина Бутел, мислам дека е рекордер по сите параметри за нововработени. Мислам дека и тие не ви дадоа поддршка на минатите избори, па затоа СДСМ во Бутел спектакуларно изгуби 1500 гласови разлика. Во оваа влада ќе имаме министер за правда кој што смета дека Илчев е бугарин. Но вас тоа не ви смета, вие не познавате никој што, тоест не почитувате никој што со жртва ја одбранил Македонија. Па имате изградено свој стил, истите да ги понижувате. И така, во оваа влада ќе имаме министер за одбрана кој што системски ја уништува македонската гордост, најнепосредните бранители на македонскиот унитарен карактер, практично и на македонската држава, баталјонот за специјални намени Волци. Многу добро знаеше Керинска за што зборувам. Но затоа, одговорната за одбрана во државата се поклонува пред обележја на УЧК. Да бидам прецизен, немам ништо против УЧК, јас сум воспитан на борбата да ја сваќам многу витешки, но имам против македонците кои што се поклонуваат пред вакви обележја. Само заради една причина. Заради македонските жртви. Екипа Луи Витон, го сменивте името на Македонија. Го сменивте името на Македонија. Ги пуштивте убијците на децата од Смилковско. Пукачката екипа од Диво населје во затвор ја третирате како во хотел. Убиецот на младиот Никола Христовски го осудивте на 3 години затвор, 3 срамни години затвор. Ја клекнавте Македонија на колена. Го пониживте македонскиот народ. Но еден ден тој ќе ви пресуди. Од политолошки аспект сметам дека трендот политички во Македонија е трасиран. Тој е опозицијски. Подкуп од короната и лепенките од типот на Беса и слично, овој пат ве спасија да не паднете од власт. Но вие сте многу посвесни од мене дека ова најкревко мнозинство во историјата на плурална Македонија ќе ви трае едва една година за добро на македонскиот народ. На крајот сосема би сакал да поставам едно реторичко прашање кое што сепак одлучив да ви давам и можност вака да го одговорите доколку сакате, меѓутоа убеден сум дека нема да се снајдете. Колеги од СДСМ, знаете ли вие што значи Македонија? Благодарам.